Се уште е високо нивото на реката Зајашка во Кичево, поради новите врнежи од дожд. Градоначалникот Александар Јовановски објаснува дека на терен се работи и се чисти коритото на реката. Спортската сала Христо Узунов се уште е дом на 200 раселени граѓани од улицата Прилепска, каде домовите им се под вода и ќе останат во салата се до повлекувањето на реката. Тежок е и периодот за граѓаните од населбата Подварош, кои ги чистат домовите од водата и огромното количество кал. Со Балево треба да стигне едно подвижно купатилиште кое ќе ни го позајми армијата на Република Македонија. Обезбедив уште 250 џебиња за нив, за да им биде потопло. Комисијата заседава за обештетување активно. Мислам дека денес ќе објават повик за пријава на штети, откако ќе се пријават сите граѓани што се оштетени, комисијата ќе излезе на терен да ги утврди штетите и потоа ќе бидат обештетувани во најбрз можен рок. Врнежите ќе продолжат и во наредните 24 часа. Нивото на реките е се уште многу високо и постои ризик за излевање. Нашето подрачје е се уште под влијание на ова циклонска активност, што значи дека и до крајот на денот и во текот на ноќта ќе имаме врнежи од дожд на пониските места, дожд и снег на повисоките места, на планините нормално само од снег. Инаку ќе започне да дува и засилен ветер од северен правец, значи ќе имаме заладување. И утре ќе биде така ветровито, променливо облачно, ветровито со засилен северен ветер, меѓутоа стабилно без врнежи. Врнежи не се очекуваат и во четврток, меѓутоа утрото ќе биде ведро и доста студено. Се очекува да се одржат високи водостоите во западниот дел на земјата, а поради можност во текот на наредниве часови и денов да има врнежи во источниот дел на земјата, исто така може се и таму зголемување на водостоите пред се во сливот на река Струмица и југоисточниот дел од земјата, каде што се очекуваат поголеми количини на врнежи. Во моментот најсериозна е состојбата со реката Треска, која достигнала и висина од 3 метри. Исто така голем ризик за излевање на реката Вардар во Полошкиот регион, каде имаше поплави.